Добро вечер, Охрид, шарени револуционерки, револуционери, мои другари и другарки соборци, почитувани граѓани. Јас сум Трајче Нешковски, секретар на Социјалдемократската младина на Македонија. Влегуваме во вториот месец од шарената револуција. Изминатиот период протестиравме за слободна и демократска Македонија. Протестираме во Охрид, протестираме и во повеќе од 23 градови низ целава република. Последниве неколку дена слушаме и гледаме како се повикуваат наши соборци на информативни разговори, како се изрекуваат казни на јавни и угледни личности во општеството, се со цел да не заплашат. Но нема да им помине. Не може да не заплашат нас. Пример, вчера, после протестот на шарената револуција во Скопје, беше приведен мојот другар, заеднички наш соборец, Джовани, кој е возач на возилото на шарената револуција, познатиот шарен пикап. Без никакво објаснување, Джовани, заедно со возилото, беше однесен директно во полициска станица. За наша среќа, во ранни утрински часови, Джовани е пуштен на слобода. Сакам од овде од Охрид да го поздравиме Джовани и сите наши соборци кои се моментално под притисок од овој режим, од оваа диктатура. А на Чавков и на оваа ненародна власт да им поречаме: оставка, 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 оставка. Протестираме зашто не сакаме селективна правда. Нашиот фикус Иванов им повлеча полицијата на некој ми остае. Тој е фикус, не вреди да биде председател. Ние се бориме секој граѓанин да биде еднаков пред уставот и пред законот на Република Македонија. Се до тогаш од Охрид прачаме порака: нема правда, нема мир. 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 Задоволство ми е што и тука во Охрид и насекаде низ Македонија младите се во првите борбени редови. Младите ја водат оваа битка, оваа борба, оваа револуција. Но исто така и младите се секаде од овој режим први на удар. Знам за во Охрид, но исто и во другите градови, за жал младите се оцелуваат. Ја бараат својата иднина, подобра перспектива во друга држава, а не во нашата Македонија. Секој млад, квалитетен човек во нашево општество е деградиран и оставен без работа, зашто нема членска книшка од ВМРО ДПМН. Затоа протестирам. На средношколците ги заплашуваат со некои екстерни тестирања, државен испит, што и тие самите ги немаат положено. Затоа протестирам. Изминативе 10 години вложија во минато. Потрошија повеќе од пола милиарда евра за споменици, а нашите другари, студенти, живеат во влага, живеат со печурки, живеат заедно со бабашваби по студентските домови. Затоа протестирам. Изминативе 10 години ветија брда и долини. Од последните ветувања беше и инвестицијата од Субрата Рој во Охрид. Па Субрата Рој заврши во затвор, така ќе заврши Никола Груевски и цела багра од ВМРО ДПМН. Секојдневно се сретнуваме со така наречените бранители на државата од така нареченото друштво Дом. Ние знаеме, ама тие не знаат зашто протестираат. Зошто? Затоа што ние сакаме европска и демократска Македонија, а тие сакаат изолирана држава. Ние имаме срце, тие имаат куршуми. Ние имаме верба,
тие имаат сендвичи. Ние пружаме рака на секого, тие се сами, изолирани, уплашени. Ние не се водиме од личен интерес. Ние имаме идеја за слобода, идеја за демократија, за слободен Охрид, за слободна Македонија.